Бугарската блокада останува и во јуни оваа година. Ова го потврдуваат сите бугарски политичари, а и премиерот Кирил Петков. Тој уште еднаш повтори дека без широка национална согласност решение за спорот со Македонија нема. Го повика првиот човек на државата Румен Радев да свика Совет за национална безбедност за прецизирање на позициите на Бугарија. Искам да успокоя българското общество, че българското правителство няма да направи нищо без широко национално съгласие и в съответствие с коалиционното ни споразумение. По тази тема призовавам президентът на Република България да свика консултативен съвет по национална сигурност, в която да участват всички партии, всички служби и президентската институция. Дека блокадата сигурно останува, потврдува и вице-премиерот и министар за финансии во бугарската влада Асен Василев. Тој ја поддржува идејата на Петков за свикување на Совет за национална безбедност со цел едногласно поставување на бугарските позиции. Каква е точно българската позиция? Тя си остава непроменена, поне доколкото аз знам. Всяка среща международна започва с какво се случва с Македония и ще се случи ли Македония. И нашия отговор е: имаме ясна позиция. Парламентът е единствения, който може да се произнесе по тази тема. Преди това да се случи, трябва да видим много ясно движение от страна на Македония. Шпекулациите дека е можно кревање на ветото и повикот за свикување на Совет за национална безбедност доведоа до протест на ВМРО БНД, каде испратена беше порака дека Македонија е бугарска. И преди, и сега, Македонија е бугарска! И преди, и сега, Македонија е бугарска! И преди, и сега, Македонија е бугарска! Реалноста е сепак друга, а тоа е дека Македонија токму поради договорот со Бугарија стори многу отстапки. Дури и македонски премиер даде изјава дека Гоце Делчев покрај македонски бил и бугарски херој.